Министри и дипломати од 10 земји се дел од годишниот состанок на Министерскиот совет на ОПСЕ, кој денеска и утре се одржува во Виена. Централна тема на состануците, на кој присуствува и шефот на македонската дипломатија Муцунски, е војната во Украина. Во живо од Виена го вклучуваме колегата Јован Ѓорговски. Јован, какви пораки се упатија на собирот? Бубе, како што кажа и ти, иако не беше на агендата, сепак војната во Украина, но и обидите на американскиот претседател Доналд Трамп за постигнување на мировен договор за таа војна беа во фокусот на обраќањата на најголемиот дел од шефовите на дипломатиите присутни тука на годишното собрание на ОПСЕ во Виена. Главните пораки кои беа упатени беа за почитување на меѓународното право, но и за одговорност за војната во Украина. Најголемата организација за безбедност и за соработка на европско тло, во која што ќе потсетам членуваат и Соединетите американски држави и Украина. Сепак тука на состанокот не беа присутни ниту рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров, ниту американскиот државен секретар Марко Рубио. Но тоа пак не ги спречи останатите министри за надворешни работи кои беа присутни да се осврнат и во речиси сите своји говори да говорат за војната во Украина, како што кажав. Тоа го најави впрочем и говорот на претседателката на претседавачот со ОПСЕ годинава, шефицата на финската дипломатија Валтонен, која во своето обраќање се осврна и на предизвиците со кои се сочила за време на оваа една година. Да слушнеме тука Валтонен. We made three clear commitments: to uphold the OSCE's core principles, to respond to today's urgent challenges, and to prepare this organization for the future. These commitments have guided everything we have done this year. Respect for the Helsinki principles has been our foundation. The principles define the OSCE's purpose and legitimacy. Supporting Ukraine and ensuring accountability for Russia's violations of international law have been at the heart of our chairpersonship. Дека војната во Украина е клучна тема која го обременува годинишниот состанок на ОПСЕ тука во Виена, потврди и шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски, кој порача дека нашата земја стои зад сите обиди за ставање на крај на таа војна. Да го слушнеме тука и Муцунски. Клучна тема која што го обременува овој состанок е прашањето за руската војна во Украина, потребата од изнаоѓање на мирно и одржливо решение. Тоа е едно прашање на кое што ние ќе ја истакнеме нашата принципијална позиција. Но уште повеќе неспорно е дека ОПСЕ како меѓународна организација се наоѓа во криза. Постои потреба од внатрешна реформа на организацијата. Тука ќе дадеме исто така, без никаков сомнеш, наш активен придонес, инпут како мислиме дека треба организацијата се движи во следните години. Министерката за надворешни работи на Австрија, драгата колешка Бете, вечерва ќе биде домаќин на групата пријатели на Западен Балкан. Тоа е форматот на земјите кои што јас велам се принципијални поддржувачи на европската интеграција на регионот. Отворено ќе зборуваме и за нашите позиции, и за нашите предизвици. Да, Муцунски, инаку тука на маргините на состанокот се сретне со неговиот унгарски колега Петер Сијарто, со кого, како што соопштија од Македонското министерство за надворешни работи, двајцата разговарале за билатералните односи, политичката и економска соработка, а Сијарто ја реафирмирал поддршката на Унгарија за македонските евроинтегративни напори. Денот, инаку, македонскиот министер тука во Виена го завршува на средба организирана од австриското МНР, наречена Пријатели на Европа, на која, како што кажа Муцунски, очекува отворено да разговараат за сите предизвици со кои што се соочува Западниот Балкан, вклучително и за македонските евроинтеграции. Тоа се сите детали од тука од замокот Хофбург во Виена, од мене и од колегата Љубомир Домазетов. Ви благодарам, Јован Ѓорговски, снимателот Љубомир Домазетов, во живо од Виена од Министерскиот совет на ОПСЕ.